Зборот патриотизам доаѓа од зборот патрија, што значи татковина, или во суштинска смисла чувство према татковината. СДСМ тоа чувство го нема. Уште на почетокот од овој мандат говорев дека коалицијата со ДУИ е базирана на непринципиелни основи, покрај тоа што се грижите криминалот да продолжи да ви цвета како во минатите неколку години, така и неколку други слични работи. Меѓутоа, еве дојде момент и еден од суштинските непринципиелни договори да ги остваруваат и на некој начин ценам дека овој попис на крајот ќе испадне едно ливче од ДУИ кој што ќе ви го подари или ќе ви го поклони, а вие ќе мора да го испочитувате на крај по однос на бројките. Пописот е фотографија на едно општество. Вистинска реална фотографија, но вие сакате таа фотографија да ја направите нереална, да ја заматите, да представите една нереална фотографија и со тоа уште еднаш по кој знае кој пат како СДСМ да го подриете уставно-политичкиот карактер на Република Македонија. Често го банализирате пописот. Гледам и цело време зборувате статистичка операција и така натаму. Меѓутоа, не заборавајте дека врз основа на еден попис треба да имаме разни параметри од тоа не само да ги изброиме луѓето, иако тука ќе штелувате, како што споменав, на цена на националните интереси, туку и да видиме какво население имаме, со каков тип на образование, квалификации и така натаму. Ова го зборувам заради тоа што една сериозна држава врз основа на бројките добиени од попис креира национална стратегија за идни 10-20 години. Во таа смисла има и политичка нишка. Меѓутоа СДСМ е неспособна да направи стратегија и за 3 дена, а камоли за 10-20 години. И затоа и вас не ви се битни реалните бројки од пописот. Затоа се нафаќате да истерате еден штелуван попис, повторно ќе повторам, за цена на македонските национални интереси. Два пати го променувавте името, променивте знаме, направивте многу штетна територијална децентрализација по однос на македонските национални интереси и ете некако секогаш СДСМ е дежурна кога треба да се подријат националните интереси на Република Македонија, па така и овој пат. Благодарам.